Кога пред 3 години ја стартував потрагата по заедничките вредности, бе воден токму од случајните пријателства, кои за мене не беа непознати. Имаше многумина кои ми веруваа, но немаа докази за тоа. Денеска, 3 години подоцна, среќен, зашто приказните се безброј. Една од нив ја раскажува човекот кој ме научи на првата приказна. Можат ли случајните пријателства да создадат вистинска доверба без разлика на религијата или етничката припадност? Без фурна не можело да се живее. Мора да се јаде, овде немало продавница за лек. Му кажеш на некого дека вака сме живеели, ќе рече ајде. Ме лажеш. Ајде, филм се снимале. Понекогаш и родителите признаваат дека учат од своите деца. Дружбата се зацврстува, пријателството се зацврстува. Оваа потрага по приказните од заедничките вредности ја почнувам во градот каде сум роден. Тоа е место во кое различностите по етничка основа не се секојдневие, иако во историјата некогаш било поинаку. Некогаш тој мене ме учеше, а денеска ми е мило, што јас и нашата на иста страна сме причината за едно негово ново, поинакво искуство. Мојот татко е еден од оние кои што изминативе 3 години се увери какво е чувството да се биде на иста страна. Кажи ми како се запознавте со нас? Со Насер, јас летово во јули месец бев на пулмологија. Добро утро, здраво. Добро утро. Како си, добар? Добро, ви, како сте? Арно, си расположен да одим за Делчево? Може. Ајде. Кој не сака да шеда денеска? Па, така е, така е. Лежев 4-5 дена и уште од тој ден станавме цимери. Се запознавме. Сум мислел во животот дека има пријатели, другари од школство, од образование, од работа, од војничко дружење, и тоа имало пријатели од болница. Он беше пред мене. И влегам у соба и гледам, кој кревет е празен, вика, одбери, вика, сакаш овој, сакаш овој. Вика, ако ме слушаш мене, вика, земи ги овој другиот на кај вратот, оти прозорот, вика, дова, можда има промаја. Викам, добро, викам. И почнавме муабет. Каква фамилија има, деца, внуци, каде му се децата. Потоа разговаравме колку време кој како боледува. Муабет може да правиш со секого, али муабетот не може да те угоди со секого. Да разбираш? Тргне муабет. Да. Со Насер има една интересна приказна, сте разговарали за нашата емисија. Кога му кажав кој ми е син, и тој рече, па јас го знам. Сум гледал емисии и сакам лично да се запознам со него. И ете се случи ова во септември месец да бидам кај него, да му бидам гостин. Сега да кажеш дека пријателството некако ви легна така направо. Да. Некош те влече нешто, те влече во муабетот. И сега за еден човек кога го сакаш, кога ти приде муабетот, ти си во стање било каде да идеш да се сретнеш со човек. И потоа се договоривме дека ќе побараме да идеме на рехабилитација во Отешево, во Преспа, и сосем случајно се трефи да не и таму пак да бидеме заедно. И идам дома и ќерка ме вика, абе тато, вика, ти треба да одиш, вика, за Отешево, кај го гледаш, бе? Вика, еве во пусната листа. Кога гледам, ај, викам, сварно, и после на тато. И јас заđам, викам, со тебе. Ето, вика, супер. Он отиде пред мене
5-6 дена така нешто. И јас му викам на 21 ни беше бајрам. И викам ќе правам бајрам са Вале. И вика после тоа викам ќе земам колата и право за Отешево. И тргнаа. Тој е страстен риболовец. Ловевме риби, ако успехот беше минимален. Со ловењето на риби, изговор си имаше Насер, прво ја не знам јадица држам, а не да ловам риби, а пак Насер вели дека многу са големи рибите и ја кинат јадицата и така уловивме десетина парчиња малечки риби, па и ги пушти. Се слушате телефонски со татко ви? Да, обавезно, да. Како си со здравје, оно, ово, да, обавезно се слушаме. Тој беше во Скопје, беше ке нас, се видовте на. Да, дојде. Ми донесе плюс тоа една гајба шливи. Како аз во Источна Македонија. Да. Има доста сливи. Да. Имаш други пријатели кои што се А секако имам повеќе пријатели кои не се македонци и не се православни. Например, во општината Тетово имам комунален инспектор, сега и тој е пензионер, Амис Пахиу се вика. Заедно со него и уште 30 комунални инспектори го основавме Сдружението на комунални инспектори на Република Македонија на државно ниво и тоа екзистира веќе од 2002 година, полни 17-18 години. И тој еден вид случајно пријателство. Па, тоа само случајно затоа што тој дојде на основачкото собрание и тогаш уште беше рано од после конфликтот од 2001 и секој рече подпредседател, ако е председател од македонец, да биде подпредседател и албанец. Така и тој стана подпредседател, иако некој од нас тогаш размислуваме дека не може и тука да се трансформира ова да биде етнички застапено. Човекот е многу добар, мислам, станавме пријатели, се видуваме почесто, разговараме телефонски, нема Велик ден или Божи, тој да не се јави да ми честита, или пак Барјам, Курбан Бајнер, или Рамазан Барјам, јас да не му се јавам. Имам и тоа многу. Јас не разликувам македонец, албанец, турчин, ром, не. Човек и не човек. Ми се случувало у Немачка. После 12 години ми се јавува човекот. Вика, Насер, што правиш, како си, што? Викам, добро, кој си, вика, на треба? Вика, Филен човекот. Која ми текна. Пријателко беше во Германија? Во Германија, да. Каде се ти, вика, у Калструе? Викам, добро. Јас не му кажам дека ќе идам. Се спремам колата за Калструе. И кога ме виде, ти веруваш, толку добро сме поминеле, што кога ме виде, почна да плаче. Насер, вика. Ние го донесовме Насер ке тебе на гости, сакаш да се... Како не? Ајде. Тоа е изненадување, значи Насер гостин кај мене. Насер е тука. Гледам, добродошол, пријателе. Добро те најдов. Како сте? Добро, мило ми е што те гледам. Тука кај мене да видиш каде живеам. Како си ти? Добро. Здравето добро. Мора да бидеме добри. Насер, ти ќе направиме уште еден момент, ќе заминеме во село кај што е роден татко ми. Таму има убава природа и ќе разговараме за се она што значи случајни пријателства, пријателства меѓу луѓе од различни етнички, верски профили. Сум роден во оваа куќа долу, што сега има само зидови од неа, во 52 година, во јануари, а потоа татко ми ја правел оваа куќа каде што живеа се до својата 26 годишна возраст. Значи,
Од тука у школа си отишол? Од тука, до четврто одделение одев на школа во селото, во Косово, да би имаше до четврто одделение. Ова село? Ова село, што гледаш овие куќи, село од разбиен тип. До четврто одделение одев на школа овде, а од пето одделение до 8 во Делчево и од тука и од први клас гимназија до четврти во Делчево. 6 километри натаму, 6 наваму, 12 километри. Тогаш и во сабота одевме на школа, по дожд, ветер, снег, снегови имаше големи. До 8 одделение имав другари заедно, потоа тие не продолжија, потоа одев сам. Инаку селото струја има добиено 75-та година има струја, а јас завршив факултет, струја немаше. Немаше струја. и како заврши факултет? Па се знае на ламба, за петролејка. Што мислите, што е важно и значајно за да се изгради некаков тип на пријателство меѓу луѓе од различни етнички профили? Па сега, најважно е довербата, човечанството, понашањето. Ти, значи, добиваш, тоа е богатство. Колку и да стекнеш вакви луѓе. Не само ние, и другите, не мора само ние, и другите, кои се сретнат случајни пријатели, тоа е добро, пошто, еве, пример, сегде сум бил низ цела Европа. Овде, кога за прв пат доаѓам, да разбираш, сега може да доаѓам, сега ми е отворена вратата. Еме, богатството, ме разбираш? Ова е фурната за печење леп. Која? Фурна за печење леп. Без фурна не можело да се живее. Мора Добро. да се, немало продавница за Да леп. му кажеш на некого дека вака сме живееле, ќе рече, ајде, бе. Не лажеш. Ајде, филм се снимале. Или се гледал некој филм. Да ја прашам уште нешто, односно го научи некој збор албански? Јас ли научив дека за дап се вика душик. Бука? А бука беше две букви. Бука беше, помогни ми. Бука, Да. да. Оваа приказна за мене има посебно значење, затоа што е директно или индиректно поврзана со мојата потрага по нашите заеднички вредности. Сега е време за едно ново случајно пријателство. Овој пат од помладата генерација. Какво е чувството да станете пријатели, другари преку вашите деца, односно вашите деца да ве направат некој вид на пријателство да изградат меѓу вас? Поради секојдневните работни обврски на секој од нас немаме можност на дневна основа да се дружиме, да се гледаме, меѓутоа секогаш на детските родендени се поминуваме супер, кога се собираме баш во голем број. И тоа се настани кога и самите деца можат да видат таа наша комуникација, која што ја впиваат тие самите и која што потоа ја практицираат и помеѓу себните нивни односи. Сето тоа што може би на некој му изгледа чудно или не знам, се воодушевува од ваквиот начин на функционирање меѓу луѓе од различни етникуми и вероисповед, всушност представува за нас нешто што е најнормално, бидејќи голем дел од нас и тука растеле, тука се образувале, значи во мешана етничка средина и сето тоа е нешто што е многу нормално. Добро, кој учи повеќе, децата од вас или вие од децата? Дефинитивно ние од децата. Значи взаемно, затоа што
Децата се уште се на таа возраст кога нив не ги интересира и воопшто не обрнуваат внимание на некои работи кои што ние возрастните можеби ги приметиле, можеби нас ни смета некој како реагира во одредена ситуација, некој став кој го изнел, кој знаеме дека го изнел, меѓутоа децата за тоа нити сакаат да знаат, нити треба да знаат. Јас лично како родител, заедно со мојот супруг сме насочени кон воспитување, едукација преку позитивни примери. Значи, малтене секој ден ги учиме низ банални примери да разберат и да сватат дека генерализациите се погубни во секоја смисла. Без разлика дали се насочени родово, етнички, верски, нели религиски и така натаму. Не постојат само добри жени или само добри мажи, успешни, учени и така натаму. Не постои религија или етникум кој што е супериорен по сите основи. Значи тоа не сме да се случи. Моите деца, имам 3 деца и 3 ќерки и на сите им кажувам, значи гледам тоа некако да не кажам да им го исперам мозокот од позитивен аспект. Значи во животов понатака, дај Боже се здрави, живи, успешни, да вршат дистинкција само на луѓе и на нелуѓе. Понатака, здравие Боже, нели, кога ќе почнат со работа, да ги делат на работници и неработници. Тоа да биде поделбата. Зашо разговарате кога ќе седите вака? Секојдневно. Секојдневно, иста приказна. Она што го разговарам дома со сопругата, го разговарам нормално и овдека. Има шали, има смења, има многу шали. Мислам, се до граници нормално. Нема замерки, можеме чак што више да се нашалиме и на национална база. Да, и на сопствена сметка, има широчина. На сопствена сметка, има широчина, има све. Нема никаков проблем и секојаш е позитивно од нивна страна, од наша страна и со нетрпение чекаме некој роѓенден или некоја дружба, не мора да биде само роѓенден. Знаеме и во група сме да искомуницираме на Facebook, да се собереме на кафе, на кој е слободен, таму сме, преку викенд деца сме ги земали, идеме на Газибаба, кој е слободен, дојдете. Нема простор да не се дружиме. Многу е интересно што луѓето мислат дека ако се состанат повеќе или група, дека мора да се разговара само за политика или за етнички проблеми, меѓуетнички проблеми, што апсолутно не е вистина. Тоа не е секојдневие кај нас, знаете. Па за тоа навистина, еве, и во овој случај не е вистина. Ние и на Facebook група или нешто каде што сме заедно или тоа некако е не се доведува во прашање и не се разговара за тоа. Прво јас не сакам да разговарам за тоа затоа што не ме интересира. Поминавме се и се што упоследниве и сакам децата да ми бидат психофизички здрави. До кога можам да ги сочувам такви како такви да бидат. Од друга страна па и нема табу теми. Во тој контекст има ли капацитет македонското општество да препознава различност? Има ако не се форсираат погрешните вредности. Да, и национализмот пред се, особено радикалните. Знаете како е? Денеска медиумиве пренатрпано ги насочуваат преку реклами, преку знаејќи ја ситуацијава. Па изборни кампањи. Изборни кампањи. И деца, мислам дека и децава се пренатрупани од она што они сакаат да го гледат или што ќе се најдат во дневната соба. Децава ќе пораснат, израснат во своји личности. Вашето пријателство ќе остане? Децата кои што растат, живеат и функционираат во средина од мешан етнички состав, дека се многу побогати за разлика од нивните врсници кои што функционираат во чиста етничка средина. Причина што првите имаат можност одблизу да се запознаат со обичаите, традицијата и културата на оние нивни врсници кои што се припадници нели на друга нација и друга вероисповед. Например, моето дете може да види како неговиот другар Ахмет, кој што живее на нашиот кат, го прославува Бајрам, како неговите родители се подготвуваат за големиот празник. И обратно, Ахмет има можност да види како Јаков и неговото семејство се подготвува и што прави, како се однесува за, да речеме, Великден. Мислам дека сето тоа создава почит, ја создава таа обострена почит која што е една вредност која што се стекнува од малиноца и која што ги следи децата и понатаму низ животот. Што е важно и пресудно да се изгради едно пријателство меѓу луѓе од различна етничка верска припадност? Тоа што го реков, да се почитува различност.
ние некако сите се учиме дека сите мора да сме исти, дека се мора да е. А под исти подразбираме да се исти како ние, не да сме исти како тој другиот, него тој да е ист како што сум јас, да речеме. А тоа е невозможно. И тоа е невозможно по било која основа. Значи, и за тоа е најлесно и се злоупотребува. Ако сакате меѓуетнички, ако сакате верски, дури и во една религија, значи... Јас би рекла, не мора да се сакаат, меѓутоа доволно е да се почитуваат. Значи, ова нашава инвестиција, да ја кажам, нели? Долгорочно, сметам дека ќе биде исплатлива, доколку создадеме барем почит кон другиот, поинаквиот, целосно инаквиот од самиот себе. Секој од нас е различен, се разбира, и има различни размислувања за различни теми, меѓутоа дружбата се зацврстува, пријателството се зацврстува и верувам дека може да прерасне во другарство еден ден, да. Дружбата ќе продолжи. Јас лично сум убеден, ги нема позборлестите од оваа група наша што се на Facebook да бидат по Здраво, некоја друга прилика. Во некоја друга прилика, меѓутоа за децата сигурно дека ќе биде голем надомест во животот, познав да израсне со албанец, со бошњак, со турчин, да има моменти кои поголемата не толку помалиот веќе учи зборови, знае турски, и поише го интересира тоа него англискиот, наискрено да ви кажам. Толку го интересира турскиот претежно. Доаѓа секој ден со нови зборови, ќе отиде кај комши, ќе се распраша што значи тоа, како значи ова. Тато, ова значело тоа. И јас се смеам, мене ми е интересно. А за нив тоа е голема предност и многу ќе им значи во живот. Секоја ваква приказна има своја вредност, но незината големина е и во влогот за понатамошен развој, ако тој се гради на искреност. Но за да ми биде комплетен мојот денешен мозаик, решив да ви раскажам уште една приказна. Вај, кажете ми како вие сте се запознали двајцата? Па, нашето запознанство започна од Софија, за време дека бевме студенти. И тоа е периодот практично и кога почнувам да градам пријателства генерално со пријатели од различни етнички, верски заедници, со пријатели од други држави. Таму студиравте двајцата? Да, во Софија студиравме. И претходно, бидејќи потекнувам од селска средина, од Чифлик, средина каде што има предрасуди, имавме доста предрасуди према албанци и према други етнички заедници, но во текот на студиите во Софија запознав вистински пријатели и видов дека тие бариери се непотребни и дека е многу важно да се цени квалитетот на луѓето, нивните особини и карактерот на секој еден човек. Мислиш дека предрасудите доаѓаат од средината најчесто кај што живеат? Па најчесто поради неедуцираност, луѓето кои што немале можност да запознаат луѓе од друга етничка заедница и си создаваат некоја слика, своја перцепција. Своја перцепција која што воопшто не е реална, додека човек не ги запознае тие луѓе, не види како функционира, дека и тие се нормални луѓе и со тек на време се создаваат силни пријателства, другарства кои што траат повеќе од децении. Како му ги разби предрасудите кон албанците? Се сеќаваш на првите контакти? Значи не сме имали вакви, секогаш сме се знаели како од една држава од Македонија, он се имал своето, ние нашто и секогаш сме се дружили без проблеми. Се среќавате почесто, колку често комуницирате? Како другари. Многу често, за работа, за шетање, за последното време бевме 3 дена во Струмица. Многу убаво. Она што е заедничко помеѓу мене и Ешхија, може би и да не се слушнеме 1 месец, може да не се видиме 2 месеци, но знаеме една работа со години наназад. Во 24 часа, дали во 3 саат пополноќ, тој ќе ме бара или јас мене за било што, ние сме другари и тука без резерва се влегува во меѓусебна поддршка. Пријателството нема ни националност, ни религија. Ние може да имаме многу пријатели, ама вистински пријатели се бројат. Ние со Ване вака сме. Ја имам и други пријатели македонци, многу различни градове. Не само во Македонија, има во многу други држави. Ама кога ти е пријател, го гледаш како човек без значење што е, дали е македонец, дали е србин, дали е турк или без...
Добро, ма како се гради тоа едно пријателство меѓу луѓе од различни етнички профили? Нашето општество е полно со предрасуди. Сами сте свесни за тоа. Тек на време на доверба, Марија. Со тек на времето се создава доверба и човекот увидува дека луѓето се ценат по тоа каков им е карактерот. Дали се луѓе или не се луѓе. Дали е некој човек или не е човек. А неговото потекло, дали е верско, етничко, воопшто не е важно. Понатаму, кога излегувале било какви предизвици, се создавала една доверба, затоа што со тек на време сме увидувале дека ние сме искрени помеѓу нас и се поддржуваме на професионален план. Понатаму и на приватен план, јас со него сум се отварал другарски, сме разговарале за мои приватни прашања. Тоа сакам да ми прашам, давал зашо совети разговарате кога за ќе... приватни прашања, сум се советувал со него. Тој со мене А за разговарал политика некогаш. или на страна политика? Сме се зафркавале за политика, обично не навлегуваме у политика. Не интересирало другарството и многу често Ешки знаел да ми даде и добар совет за во животот. Некојаш требало и да послушам за некои работи, што се вика на време. А логично е да се слушнат. Така. Но за тоа велам, со тек на време се зацврстува една доверба и се гледа и мудроста и на пријателот, на другарот, неговите идеи, тој е доста при себе, доста разумен. На времето уште ми велеше немој да влегуваш толку во политика, потрпеливо и така натаму. Требало да го послушам. Требало да го послушам, да. Со оглед на тоа каква е нашата политика. Да. Човечкиот фактор е многу важен. Сега ќе кажам и генерално, не само за Ешкија. Во периодот кога бев жртва на поранешната власт, не е поимот жртва тоа дали ме притворили или не, туку 2 години пред тој, 2 години после тоа, јас имам пратено CV на повеќе од 300 места. За работа. За работа, дури за општ работник. Ниједна приватна компанија не ме земала во тој период во Скопје, каде што очено барав работа, а финансиски ми помогнале бидејќи бев на раб од екзистенција, максимум 10 луѓе, од кои 5 се муслимани. Значи, има и албанци, и турци, и босанци. Во тој период и Ешкија ми има помагано и тие работи не се забораваат. Како гледа средините кај што живеете на тоа? Значи, првото ние имаме... Мајка ми и татко ми го гледат кој мој брат кој ќе да го знаат. Јас идем кај него, сам бил кај него и тој бил кај мене. Исто. Не гледам некоја разлика. Јас сум се учил од како студент, примерно, Ване тамо јадал свинско и пиел вино, јас сум јадал пилешко, сум пил кока-кола. Сме јадели за Великден јајца, сме јадели баклава за Бајрам. Не сме имали никаков проблем. Мислите дека нашето општество може да биде ослободено од предрасуди во... Ако не се меси политиката, да. На вашите студенти им кажувате да се дружат македонци, албанци? Тие се дружат и ги саветувам. Албанците ги саветам да учат македонски јазик, зашто е многу близко со другите јазици, што ги имаме. Примерно, ако сакаш да идеш до Германија, половиниот пат ти е да збори само на македонски, ќе се разбираш. Исто и на македонците. Кога ќе дојде некоја фирма, ќе бара некој вработници, предимно ќе биде он што ќе знае најмногу јазиците во околината. И од двете страни, тоа е момент кој може они да учат не само економски, па да учат јазик. Тоа е многу важно и во општеството, и во животот, и во бизнисот. Мервеш. Значи разбира, последно време повеќе разбира. И кога имаше вакви политички, ќе стане вака јазикот или нема да стане вака јазикот, јас сум имал случај, сум бил во негова дружба, кога и све македонци, и сум зборал на албански, се сме вратили на албански. Сме се зафркале и немало ништо страшно. Јас баш кај научив доста зборови и додека бев у притвор, пошто имам во соба албанци, кои исто така ми се одлични пријатели до денес. Одлично си поминавме у тие услови кои што беа. Значи сите имаат како пријатели од детство, од факултет, од овој имаш пријатели од затвор. Имам и од притвор. Имам пријатели од денес и тоа многу. И одлични пријатели. Затоа што у тие моменти... Да, ама у тие моменти не може да глуми човек. Значи 24 сати, ако си со некој постојано, се дознава и карактери и така натаму. Така да... Тоа се да прашам, колку е важна комуникацијата меѓу луѓето за да се изгради пријателство? Значи, ако се гледа без интерес и се гледа со чисти намерење, не е проблем.
Велат, богат е оној човек кој има пријатели. Нашата страна, страната на позитивните приказни, денеска е побогата за уште една коцка од мозаикот на заедничките вредности. Затоа ве канам и следната недела да застанеме на иста страна.